Драги мои, добре дојдовте на местото каде што звездите отвораат душа. Оние од македонската естрада за кои плаќате билет за нивните настапи, перформанси, концерти, и оние од политиката кои ги плаќаме за подобро за сите нас. Од сега, секоја среда, во 20 часот, во овој термин, ќе имате можност да се дружите со моите гости, мојата маленкост Антонио Димитриевски и вашиот и наш подкаст насловен Ништо лично. Ќе разговараме за нешта кои другите не смеат, не можат или не сакаат да ги прашаат. Ќе откриваат работи кои досега не сте ги слушнале или барем сте ги само наслушнале, за кои малку сте знаеле или воопшто не сте знаеле. Нешта од приватниот и професионалниот живот кои за прв пат, ако не за прв пат, тогаш ќе ги објасниме подробно и подецидно. Како и да е, никаде нема да слушнете ништо слично како овде во нашето и ваше Ништо лично. А нашата прва денешна или вечерашна гостинка, ако сакате, е дама од македонската естрада. Не е она политичката, иако има и допирни точки со тоа. Ајде да видиме како од прилика ја опишале. А ја опишале вака некако. За неа велат дека е дама со апсолутен слух. И да кивнеш ке ти каже од кој тоналитет е кивавицата. Професионално пеачка со врвен глас, одличен виолинист, музички педагог со докторска титула, прва македонка чиј вокал е искористен во една од најпознатите видеоигри на светот, приватно жена домакинка, сопруга на познат музичар, мајка на 2 сина. Неформално спортски тип со изразен интелект и авантуристички дух. Одличен шахист, дива моторчика, пасиониран риболовец, несуден спортски коментатор. Една од најпопуларните македонски пеачки со вокал која ежи кожата. Ги бранува емоциите, ја растреперува душата, го разигрува срцето. Но и голем патриот, родолюб, жена која и тоа како си ја сака татковината, родната земја и својот народ, на кој им е исто толку бескрајно посветена. Епа, добар ден или добро вечер, како сакате, за Андријана Јаневска. Добре ни дојде. Добро вечер, Антонио, добро вечер на твоите ценети гледачи. Описот точен или фали по нешто? Да, Тоа си ти? благодарам на вистина за убавите зборови. Импресионирана сум од овој момент. Така или не е така? Па, така би рекла дека е, по нешто не е, она за апсолутниот слух, јас не би рекла, јас секогаш билам имам добро развиен релативен слух. Сега за апсолутен слух знам дека имал Шпато, Джамбазов, стариот. Имал Моцарт. Да. Меѓутоа тој не е толку важно, важно е. Што значи апсолутен слух? Стварно ли ако ќе кивнеш да не кажам нешто друго дека може да препознеш од кој тоналитет? Апсолутен слух значи да знаете точната фреквенција кој тон е. Значи одреден тон кога ќе отпее некој да знаете дека е таа и таа фреквенција, да знаете кој тон е. Кој ќе направам, ова е од, не знам, од Г да речеме. Да речеме Х или нешто така. Да. Добро, важно е за еден пеач. Важно или ама не е пресудно, така? Не е присутно, значи многу поважно е тоа што ќе го и не само за пеач, воопшто за музичар, тоа што ќе го отсвирите и отпеете, да го допре тој што го слуша, слушателот. Добро. Со музиката од малечка, од мали нозе, знам за некои други работи кој те навлекол, ама кој те навлече на музика. На музика, воопшто зборувам или за естрадата? Генерално на музика. Да, значи од мала родителите секако најнапред забележале дека имам некаков талент. Односно се сеќавам од Скопскиот сајм ми купија едно дрвено клавирче. Ама тие не беа ни музички образовани, нити се бавеа со музика. Не, мајка ми беше книговодител, татко ми работеше во железара, фабриката. Така што забележале едноставно дека секојдневно пробувам да отсвирам некаква мелодија на клавирчето и тоа едноставно ги испровоцирало да ме однесе. Има гени на дедо, на баба, на... Дедо ми свиреше виолина. Ете ги корените. Да, дедо ми. Така што и татко ми има навистина многу убав глас, сестра ми е оперска пејачка, така да имаме генетски предиспозиции. Меѓутоа, сепак тие сакале да се тоа да го каже некој професионалец. Затоа ме однале во нижото музичко училиште, зборувам 87-8 тамо некаде.
На дамите не им се Да. бројат виолините. Да, и таму професорите процениле дека може да се запишам во нижото музичко училиште и дури јас сакав да свирам пијано, меѓутоа тие инсистираа да биде тоа виолина. Се сеќавам на тој момент. Им недостасува виолинисти или И тоа е една работа, или да. немавте дома пијано. Едно од И двете. тоа е друга работа. Двете се точни. Меѓутоа и третото, затоа што навистина за виолина треба да имаш специфично, да речеме вака, посебен слух. Меѓутоа и моите родители немаат тогаш пијано. И некако и ги наговориле, ајде виолина ќе ви дадеме од училиштето, бесплатно ќе биде и така натаму. Клавир Пијаното тешко е се многу носи, скапо, така. да. Тоа беше едната работа, а и недостасува виолинисти. Добро, кога почна нижото музичко училиште е важно, ама не е ни пресудно. Така е. Знаеше ли веднаш дека музиката ќе ти биде животна определба, со оглед на тоа дека пошироката јавност е запазна на друг начин, како пејачка? Да. Така е. Од каде пак е страдат? Да, знаев дека ќе биде моја животна определба. Јас немав дилема дека ќе продолжам да се бавам со музика, меѓутоа естрадата никогаш не ме интересирала, наискрено да бидам. Или како мала нешто не сум се замислувала дека ќе бидам пејачка. Whitney Houston. Не, никогаш. Значи, повеќе ме интересираше класичната музика. И повеќе сакав да откривам композицијата, компонирањето, хармонијата и така натаму. Пробував за време на паузите, на часовите да најдам некој пијано, бидејќи немавме дома пијано, да пробам нешто да искомпонирам. Тоа беше моја пасија. И потоа, кога се запишав во средното музичко училиште, исто така на виолина, се обидов да конкурирам на Скопскиот фестивал со моја композиција, меѓутоа, како што кажав, не планирав да пеам. Сакав само да бидам композитор. Автор. Да, автор. И тогаш 97 година победи Пеце Огненов со песата Манастирски сон. И многу ми се допадна како изведуваш и песата на Кире Костов беше извонредна. И си реков на Пеце ќе му ја понудам. Значи следната година, нели, како победник. Најдов контакти, учев со кирката на Кире Костов, Нина Костова, во ист клас. И некако го најдов, значи, бројот на Пеце, го исконтактирав, тој сакаше да ја слушне песата, иако јас бев дебитант, нели? И откако му ја отпеав, тој ми предложи, а зошто да не ја пееме заедно во дует? Имаш убав глас. Мене до тој момент не ми текнуваше дека би можела и да пеам, наискрено да бидам. Пеце од Кире Костов Да. на анонимус. Па сега, добро, можеби тоа и Аха, сакаш да кажеш дека сум била јас. Да. Точно да. Меѓутоа, интересна беше песната. И тогаш се настапуваше со ревискиот оркестар на Македонската телевизија, се пееше во живо. Да, беше за мене на вистина еден принт, јас 15 години имав тогаш, кога почнувавме. Дете. Да. Јас затоа велам, многу млада почнав. Да. Веројатно вечно ќе траеш за тоа. Кој да знае. И така почна некако. Да, ама моето писмо, твоја Библија, беше тоа по кој Андријана Јанеска стана позната на пошироката јавност. Да, тоа беше после 2 години, 2000-та година. И тоа не е твоја песна? Не, таа е на Григор Копров. Так. Значи, јас почнав самостално. После следната година добив втора или не знам која награда, исто на Скопскиот фестивал. Тие 2 години така се обидував сама и тогаш, значи, Григор Копров ме контактираше. Дали би сакала да отпеам негова песна, секако дека сакав. Тој тогаш работеше со Тоше Проевски, неговите први хитови ги напиша и за мене представуваше чест. А баш кај што јас реално и никогаш не сум одбила никој, значи затоа што не знаеш што понатаму ти носи таа соработка. Песната, кога прв пат ја слушнав, твоето писмо, моја Библија, некако не ми се допадна. Имаше и некој друг аранжман, не е како сега. И си викам, сега јас тука нешто уметност пробувам, некако беше спротивно на тоа што јас си замислував дека ќе станам. Значи, бидејќи се уште бев дете, ама некако, што знам, ете и со моите дома разговарав, малолетна бев, нели, така натаму, и на сите им се допадна песната, на тие на кои што ја пуштиве, си викам, значи до мене е нешто проблемов. Оној дебелиот глас во песната е Тоа е Владо Јаневски. На Владо Јаневски. А малкумина знаат дека е така. Да, малкумина знаат, инаку Владо Јаневски го напиша текстот за твоето писмо, моја Библија, аранжманот на Дамир и Мери, и ја снимивме. Бевте блиски пријатели со покојниот Тоше Проевски. Така е.
и со Влада Јаневски претпоставувам дека се дружевте, ама дует направи со Маријан Стојановски, што е малку чудно, особено што во тоа време некако колку да звучи парадоксално од овоја огледано, од оваа дистанца, Тоша и Маријан беа конкуренција и не само заради доаѓа од исти град, се знае од прото, оделе во исто училиште, музичко и така натаму, и некако беше, да не речам, трка кој ќе меѓу нив двајца. Ти го одбра или тој те одбра или некој трет ве одбра? Не, Копров тоа го правеше, тие комбинации. Негови, да, тие беа негови комбинации. Тој кога ја пишува песата, веројатно има нека замисла кој треба да ја отпее, како треба да звучи. Така што тоа Копров, меѓутоа ете излезе како добра идеја, бидејќи 2000 година победивме со Маријан Стојановски на Макфест. Така. Со Љубов ти е адреса. И навистина, тогаш во тој период така беше, да, имаше и генерално македонската естрада беше во подем. Многу имаше нови имиња, сите беа квалитетни и многу се дружевме. Значи немаше завист. Почеток на 90-тите. Немаше љубомора, точно така, да. Имам ја своје објаснување зошто тогаш беше поразлично од сега, ама тоа е за некоја друга прилика. Веројатно немаше таков наплив на она што доаѓа од тоа е исто така вистина, да. Заради војните и заради прекинот на тие комуникации и така натаму. Да. Но тоа е друга тема за муабет. Денес Андријана Јаневска една од ретките, можеби не жени кои имаат докторска титула во оваа област, ама не е ни првата која својот глас го позајмила за еден голем филмски спектакл, да речеме Тања Царовска го даде овој го има својот глас за Троја. Меѓутоа си првата која својот глас го позајмува во една од најпознатите светски видеоигри, да речеме, и тоа неодамна го обзнани. Ти беше ли чудно, тие те побараа, ти конкурираше на конкурс или како дојде? Не постои конкурс, тие ме побараа. Таму има многу, тоа е огромен тим. Од цел свет слушнале за тебе? Па, сега не знам, да се чудиш. Да, значи, така функционира, си има тим. Сега, како ме нашли, јас не знам, веројатно барале некако вокал. Мислам дека предност беше тоа што требаше вокалот да звучи словенски на првата песна, така беше. Значи веројатно барале од овие од словенски така, од словенските земји, така е. Значи некоја пејачка, сега исто така битна беше и бојата на гласот и така натаму, опсегот и сето тоа. Но потоа, откако отпеа, значи... Си викаат, ова е доктор на науки, да мора да знае. Па не, мислам дека тоа не ги интересира, искрено. Да. Меѓутоа, значи ме контактира и не ми кажа, значи ниту за која игра се работи, само дека се работи за видеоигра. Дали сум заинтересирана, секако дека сум заинтересирана. Ти да урне како што да отпееш или? Да, значи имаше некој што отпеал, туку мелодиска линија отсвирена, значи која што требаше јас да отпеам, да. Меѓутоа тоа се навистина врвни професионалци, таму нема аматеризам. Тој композитор, значи сега е, мислам дека номиниран за Греми. Така што сето тоа беше многу професионално, со ноти како што треба, го устими веднаш, значи тоа исто беше многу интересно, не знаев каде ќе снимаме. И добро, ме праша за условите во моето студио, снимав кај мене во студиото Гиновски, каде работиме со Гино. Слушнаа нешто што сме работеле претходно, беа задоволни од исходот и немаше апсолутно никаков проблем. Така што тоа беше тоа и отпосле дури година дена по тоа, кога требаше да излезе видеоиграта, ми кажаа дека станува за збор за Mortal Kombat 1 и дека треба да подпишам договор со Warner Bros. Си играла ли некојаш претходно игра? Јас знам играта, како не, да. Инако јас како мала од... А ја купили се? Околу $40-50 им реков на деца вако сакаат, ама искрено не би им ја купила бидејќи е многу насилна. Да, многу е насилна, само заради тоа. Меѓутоа им пуштив некои инсерти на моите деца да видат каде што пеам. Што сакам да кажам, кога ми го пратија договорот Warner Bros имаше... Колку нули имаш? Немаше многу нули. Не. Мислам јас воопшто не сум таква, колку што треба да се наплати нормално, толку. Значи не станува збор за некој. Па не сум ни ама. Нормална сума беше. Warner Bros не е кафичу виница. Не. Ма јас не знаем дека претходно е за Warner Bros. Како и да е. Тоа е финтата, значи. Може би и тоа да е, да. Меѓутоа ова беше договорот во кој што требаше јас да напишам, нели, име, презиме и адреса. И си
Викам ќе напишам Република Македонија, па што сака нека Па ти биде. види. Да. Ево, ми се А свиѓа. оној кој што Дајте вештачки аплауз, макар. не, ова е вистина, сега можам да ви го покажам да видите. Верувам. А тој кој што ме контактираше беше грк, оној кој што со кој што комуницирав цело време, Димитрис. И викам, сега ќе му го пратам па да видиме што ќе каже, дали ќе има некои реакции или бидејќи тој е тој кој што ми е посредник практично. И рече перфект, никаков проблем немаше. Дени парки проблема, калај не Не, ама ола. никаков проблем немаше. Ниту со Гркот, ниту со Warner Bros, никаков. Ние сами си го правиме проблемот. Така што, ете, тоа беше моето искуство, навистина многу професионално и се надевам дека во иднина ќе имам такви можности да соработувам. Со композиторот сме во контакт, рече дека би сакал повторно да соработуваме. Докторскава титула, до академик ќе одиме или како? Не Нема мора, друго. немам такви Нема амбиции. друго. Уште ману остана. Да, уште маме. Немам такви амбиции. А ова со докторатот, па и за тоа немав нека амбиции, меѓутоа излезе дека Тера. излезе една средба со професорката Катерина Тодоровска од Институтот за национална историја, која што ми кажа дека и треба помош на некој начин за зачувување на македонскиот фолклор во Албанија и требаше некој кој што би ги собрал тие песни, би ги собрал во книга, да кажеме, која што ќе биде едно научно дело. И така се нафатив. Тоа траеше 10 години. Толку многу, да. Значи, кога тргнав да ги собирам песните, бев бремена со второто дете. Уште не бев, а сега тоа беше 2014-та. Тоа има 10 години. Да, тоа има 10, сега 2024-та, така што да, толку време. И баш одеше од место во место, од човек на човек, Да. од баба на баба, од баба куќа на баба. куќа. Да. Тоа ги младите не знаат. Буквално така беше. И собрав некои песни кои што да не бев тогаш, немаше веќе никој да може да ги отпее, бидејќи веќе се починати бабичките, да. Така што тоа е И тоа. како ти ги пееа тие? Да. На уво ти ги бележеше со Ги ноти снимав. или ги снимаш? Ги снимав заради тоа што нема шанси да запамтиш толку песни. Значи снимив можеби над 200 песни, меѓутоа не се сите ставени во книгата. Има и втор дел. Да. Некои се повторува од песните заради тоа, како варијации се. И нормално гледавме жанровски од сите песни да има застапеност. Инаку бев во Мала Преспа, Голо Брдо и Гора, скоро во сите села. Значи со кола, јас, со едното дете, со бремена, во зима, снег имаше, зимно време. Гора. Да, така малку авантуристички, да. Меѓутоа, ете, снимивме и потоа со тој материјал снимен морав да го едитирам, значи таму има и разговори кои што ги искористив за оној диалектен дел, со тие диалектни текстови, каде што тоа многу ќе помогне и на лингвистите и македонистите. И навистина има интересни детали, има историски некои така факти. Верувам дека ќе остане четиво за едните генерации. А можеби ќе се воведе и за на академијата или не знам. Како обавезен материјал. Па мислам некако како држава ги запоставивме нашите малцинства надвор од границите на Македонија. И тоа сами си подпишав. Па тоа сакав да кажам. Не ние, подпишаа некој без да не прашаа, рековме не. Да. И јас таму кога бев, веќе имаше бугари кои што исто снимаа и сакаа да ги представат тие песни како бугарски. Еми обаче саштиот народ. Да. Меѓутоа таму луѓето навистина не се предадоа и си останаа достојни. Така. Во музиката кажа кој те вовлече или како кажам, не се. Ајде да идеме во една друга работа која мај кумина знаат, а може би знаат, ама не знаат детали за што ќе поразговараме, ама ајде да погледнеме прво за што се работи. Може ли? Андријана Јаневска во училишна рекламна кампања Првачиња, вторачиња, одберете шах. Познатата македонска пеачка, врвен виолинист, музички педагог Андријана Јаневска е една од оние пеачки за кои важи дека имаат апсолутен слух, совршен вокал, вешти прсти, долги нозе и манекенска става. При тоа, покрај тоа што е врвен музички професионалец, таа е и жена домакинка, посветена мајка и сопруга, а во последно време и моторџика со авантуристички дух.
Но многумина не знаат дека Андријана Јаневска е и пасиониран љубител на шахот, на таа древна игра во која умот царува, интелигенцијата преовладува, надмудрувањето е визија, а победата сатисфакција, која ја промовира имагинацијата за големи нешта. Андријана шахот го владее и игра од мали нозе, игра во чии тајни ја внел уште како малечка незиниот татко. Токму македонската музичка звезда е она на која падна изборот на Шаховската федерација на Македонија да биде познатото лице во рекламното едукативно видео кое афирмира оваа игра на надмудрување на интелектот, и тоа не случајно. Имено, како што е веќе познато и обзнането, од септември годинава шахот стана еден од изборните предмети за учениците од прво и второ оделение. Токму затоа Андријана Јаневска и се приклучи на кампањата за избор на шахот како еден од изборните предмети за првачињата и вторачињата, кои сакаат да навлезат во тајните и да совладаат вештината на оваа древна игра, но и нешто многу повеќе од тоа. Шахот е многу повеќе од тоа, зашто ја зголемува концентрацијата, ја подобрува меморијата, ја зголемува интелигенцијата, го зајакнува логичниот начин на размислување, ја поттикнува мотивацијата, учи на независност, ја промовира имагинацијата. Токму затоа од септември шахот влегува во училиштата, а децата на таа возраст ја формираат личноста, карактерот, стекнуваат работни навики, ја развиваат логиката. На некој начин се формираат како луѓе, а шахот неспорно во тоа ќе им помогне. Затоа, одберете го шахот, порачува Андријана Јаневска во видеото кое го снимила како поддршка во рекламната едукативна кампања за воведување на шахот во основните училишта. Или, како што некој рече, за да не дозволите и вашето дете цел живот некое пионче да му изигрува кралица, уште од сега покажете му го патот како да стигне до кралот. Поучете го изборен предмет да избере шахот. Ете така, шахмат што би рекле. Да. Го користиш ти, како се вика, да предвидуваш потези во животот, по дома, по ситуации, со колеги, колешки, генерално животни ситуации? Да, вистина. Има голема вистина во тоа, помага, да. Затоа што реално животот и од тоа се состои, од нашите одлуки и последиците кои што произлегуваат од нашите одлуки. Так, 5 чекори, умно предразмислуваш. 6 ли се? Добро, кажи ми, не одиш на надпреварување или на такви нека? Сега веќе не, инаку порано, кога професионално тренирав, одев и тоа беше пред 20 години. Јас како дете сакав да играм шах, меѓутоа за жал не постоја шаховски школи тогаш, детски, за разлика од сега, и немаше каде повеќе да дознам за шах. Понатаму, како што растев, наоѓав некои книги и така натаму се интересирав, но дури подоцна, значи, како што кажав, на мои 20 и нешто години, го открив Гамбит и тренерот Орце Данчевски, каде денес и моите две деца одат и тренираат шах. И навистина тогаш многу бев посветена, по неколку часа на ден вежбав. Имаше тренерот за мене доста вака, беше амбициозен, дури сакаше да одиме и на шаховската олимпијада, да се подготвував. Меѓутоа за жал тогаш почна и короната и престанав да тренирам активно, а знаете, шахот, иако се вели дека е спој од уметност, игра и спорт, треба континуирано да се работи. Како и се друго, исто како и спортот, како музиката. Так. Да. Гино сопругот, ќе го представиме за оние кои не знаат кој е, верувам дека е на Не лути се човече. Не, табла. Табла, да, добро, стара скопска школа, да. скопска школа. Да. Инаку Гино е познат меѓу музичарите како Гино, Драган Гиновски, да. Гитаристот на Архангел и на некои други, Гино Дегаги, јас паметам од мое време некои бендови, оти сме тука некаде разлика 10 години генерација, речи си, така што... Па не сте па 6-7 години. Па добро, не, 10 неколку. Генерално музичко семејство е сега. Да. Ако ми кажеш музиката ве спои, претпоставам се знаевте од порано.
Да, нормално дека се знаевме од телевизија. Меѓутоа, официјално, од концерти. Меѓутоа, официјално се запознавме во бифето на Македонската опера и балет. И некако уште на прва што се вели ме освои со смислата за хумор, со интелектот, со подуховеноста. А знае да што има? Знае. Мајсторе. Мајсторе за гитари, така. Да. Не е само музичар. Денес работите и заедно во сопственото студио. Инаку тој е инженер металург по занимање, меѓутоа не се бавел со тоа. Железара ја затвори. Да, и Егуновце мислам. Да. Така да тоа е и сега работиме заедно во нашето музичко студио. Работиме на различни проекти, меѓутоа паралелно сервисира и музички инструменти, со тоа се бави. Така, не сум сретнал дека гостува на твое некоја или гостува на некоја моја песна? Да. Па има на 2-3. Меѓутоа не е некој кој што сака да се појавува така, да се експонира. Ниту ти им пееш бек вокали во бендот кај што сега свири. Па добро сега, можеби така и треба. Секој својот пат. Да. Што ти е шах. Кога земеш жена, мајка, кралица, ќе мора да бидеш пиунче за да дојдеш до кралот, ама тоа е. Генерално работите стојат така. Не е само шахот, ти си, ако добро знам од муабети, а не само од муабети, познавајќи те, велат мултипрактик. За некои нешта кои се поврзани со одредени, не знам, спортови или дури некои работи кои можат и да ти бидат професија, ама не ти станале. Да не беше музичар, да не беше ова што си, што би било по професија? Или ќе бев спортист професионален, или можеби писател, нешто така, пак со уметност поврзано. Спорт и уметност баш и нема. Добро, има уметност со спортот. Еви математика инаку ми беше умилен предмет и тоа сакав. Меѓутоа, се насочив кон ова, а од спортови мислам дека нема што немам тренирано. Ама нема што да си пробала се. Да. Ме интересира на вистина се, меѓутоа не може сега да правиш. Еве поактивно имам тренирано пливање кај Наташа Мешковска. Јас кога ќе се фатам за нешто треба да биде како за на Олимпијада. Да, на вистина темелно сакам да ги правам и да ги учам работите. Кажав, значи пливање, шах, планинарење едно време пред да ги родам децата, буквално на сите врвови низ Македонија сме биле со Гино. Што друго? Велосипед понекогаш, значи порано исто така многу повеќе. Со татко ми по риболов понекогаш. Сега го замени со велосипедот со мотор, да. Добро, ајде да не импровизираме, да видиме ние уште нешто, па ќе го прокоментираме сето тоа. Андријана Јаневска е жена за сите времиња, мајка, жена, кралица за се, па дури и како спортски коментатор. Таа неодамна стана доктор на науки, но никогаш, ама баш никогаш не престанува да изненадува со своите амбиции и желби за нови предизвици да прави нешто повеќе. Секој кој барем малку ја познава Андријана Јаневска знае дека во прашање мултипрактик дама. Пеачката денес е прва виолина во Македонската опера и балет, доцент на факултетот по музичка уметност, поточно доктор, професорка во своето музичко училиште. Настрана уметноста како нејзина животно определба и професија, Андријана приватно многу работи прави сама и тоа со леснотија. Дури оние кои навидум им се својствени само на мажите или барем така се смета, но тоа не и пречи да им противречи на предрасудите и нештата да ги прави речиси совршено. Од уредувањето на семејниот двор кој изгледа како рајска градина, преку он-роуд авантурите како бесна моторџика, веле мајсторка на шаховската табла или страсен спортски риболовец со трската. А тука е и моле рајот. Но ако помисливте дека тоа е се лажете.
Андријана го обожава фудбалот, а добро упатените знаат дека ја бидува и како спортски коментатор во што претходно се пробала на радио. Така беше и сега на неодамна одржаниот надпревар на Европското фудбалско првенство 2024 и тоа во мечот помеѓу Турција и Португалија. За ова Андријана се пофали на Инстаграм со неколку фотографии покрај кои напиша: "Благодарност за спортско радио што ме поканија да го коментирам мечот помеѓу Турција и Португалија." Ете така, ќе дојде до коментирање до мене ова молерајот повеќе ме занима, ќе кречиме ние кај да е на пролет. Може, професионален сум. Стварно можеш? Да, како не. Сама дома Сама и училиштето и дома. Мислам, со Гино дома, училиштето сама. Тој меша боите. Па, боите сега ги мешаат таму директно. Да. Добро, и дворот ми е така голем, лисија паѓаат. Да. Голем двор имаш, знам дека имаш и... Околу 700 метри квадратни е дворот. Па тебе ти треба, бога ми, како мотокултиватор, ако не трактор, да собереш се. Сега, бога ми, на есен, да, има доста лисија кои треба да се собират, меѓутоа, ако јас тоа го сметам како одмор, наискрено ти кажувам. Значи, кога, се грижам за цвекињата или нешто така, си чепкам низ дворот, јас се одмарам. Не го сметам тоа за замор некај... Ке те викам на годишен кај мене. На гости на одмор, кај Антонио Димитриевски, не само емисија. Не, стварно, со љубов го работиш. Гледам од фотографиите, не сум бил, а планирам да дојдам. Да дојдеш. Добре, дојдеш си. Гитара една да направим. Да дојдеш, имам и многу цвекиња, кои што сега зимно време ги преместувам, сите од градината ги преместувам во стаклената градина, имам зимска градина и таму си се грижам исто секојдневно, ги чистам, ги полавам. Значи, сакам едноставно се што е поврзано со природа. Убаво ми е тоа да го правам, ми исполнува. Супер. Да. А ова со спортско коментирање, рече дека ќе бидеш спортистка ако не си музичар, ама можеш да бидеш и колешка во професија, само во спортскиот дел. Значи, порано многу гледав фудбал, вистина од мала уште, почнав од Италија 90-та кога беше првенството и се заразив некако. Многу ми беше интересно да гледам, сите ги знае фудбалери. Сега пак гледам, меѓутоа не толку. Собиравте ли сликички албум? Собиравме цел албум, го имам од Италија 90-та, а брат ми од претходно Шпанија или кај беше, не знам, не се сеќавам веќе претходна. И сега гледам Формула 1, тоа ми е маст на листата, значи морам. А овие моторџипи? Тие не толку многу, повеќе сакам да возам отколку да ги гледам. Моторџипи не, а? Да. Да. Бесно ли вози? Бесна ли моторџика си или прибрана? Не, затоа што сакам да уживам. И моторот ми е таков, туринг, значи... Долги дестинации? Да, за долги дестинации. До кај си била најдалеку? Па до Грција, до Метеорите и до Уранополис. Сакавме да одиме и во Црна Гора, меѓутоа си изјаловија плановите. Се надевам дека ќе имам можност, бидејќи јас се уште сум млад моторџија, значи многу не се занесувам. Член си на некој од овие клубовите? Не сум член. Не сакаш такви варијанти? Па не дека не сакам, туку и не можам искрено, бидејќи тие и подолго време отсуствуваат, немаме аз таков луксус баш сега. Например, една недела да не одам на работа или нешто така, да се возам. Гледам да се некои така пократки релации. Така. Да. Споменавме пред малку или во најавата дека лице си од естрадата, ама не ти е страна ни политиката. Последниве години за тебе и за некоја одредена група на пејачи почаа да ги нарекуваат партиски или државни пејачи, се од и таа партија е на власт. Сметаш ли за себе дека таквите етикети ти пречат или ти помагаат за да имаш, не знам, некакви резултати, успеси? Во крајна линија повеќе настапи, ајде. Па, искрено да бидам, во кои години последни, кога во последниве години знаеме кој беше на власт, нели? Така што јас овие работи кои што ти преска ги наброја,
снимањето со Warner Bros, докторирањето и не знам што беа кога во опозиција ги правиш. па сакам да кажам дека нема врска кој е на власт. Тоа ми беше Так. зборот. Ниту пак кога ќе аплицираш за работно место, например во Македонска опера и балет не те прашуваат за твоја партија, си одиш таму, имаш аудиција, свириш. И тоа е тоа. Сега, не знам колку е така тоа така. Дефинитивно можам да потврдам Ако е за операта. Исто така и за на факултетот за музичка уметност мора да имате соодветни квалификации. Така што се десува до тоа со Warner Bros или со други некои странци не ги интересира кај си пеел и што си правел. Так. Значи едноставно ги интересира квалитетот. Да бидам искрена, за жал кај нас во Македонија многу се испартизираа нештата и многу од луѓето кога не би постоеле партиите не би можеле ништо друго да работат. Тоа е вистина. И не смее така да За биде. некои велат не би можеле ни кафуле од Па не смее 30 така да квадрати биде. да Не смее наполнат, така да да не им се, не знам, митинзите или Тоа е площадите, вистина. градоначалниците. Мислам, не смее така да биде. Меѓутоа, ете така е, за жал, и јас се надевам дека таа слика полека ќе почне да се менува. Проектот Македонија во срцете носиме беше дел од него и проект кој не е непознат и предходните години се правеле Да. слични проекти, да не речам по тој терк само Да. може би се песните поразлични или барем делот се од истите. Кажи ми, имаше завршен концерт Да. сега пред оваквото. Сметаш ли дека треба да се преработуваат старите песни на тој начин или може би да се прават проекти со ново создадени, дали се изворни, односно народни или може би не знам, дури забавни песни оти си било и од некои други проекти каде што ново создадените песни, да речеме, биле со патриотска содржина. Некаде точно така. 2001-та, Своја на своето, втората, еве, например, така, таа е така. забавна песна, посветена беше на нашите бранители. Едното или другото? Па јас мислам дека ниту едниот, ниту другиот екстрем е, така ќе кажам, бидејќи убаво е да се компонираат и нови песни, но треба да се Сочува и треба да традицијата. се сочува. Ако се преработува, тоа е суштината и на преработката, да продолжи песната да живее. Тоа е, секогаш кажувам, меч со двеоштрици, бидејќи не треба да се сквернави, треба да се знае линијата до каде да се оди, да се задржи, значи тој мелос, меѓутоа од друга страна да биде автентичен за денешната младина, да може да го прифати тоа. Значи тоа е поентата на преработките, тоа не е ништо страшно, ниту чудно. Тајната е во аранжманот со други. Па може да се каже продукцијата, и во аранжманот и во пеењето, сепак. Значи треба да се задржи мелодиската линија каква што си оригиналната, да не се менува и така натаму. Тоа би рекла дека е добро, не е лошо, меѓутоа треба да се создаваат и нови песни. Што е за еден пеач поважно во кариерата? Песната, скандалите, не знам, однесувањето, облекувањето, пиарот, медиумите. Па од се по нешто е важно. Што е базата? Базата Што е сепак мислам дека е квалитетот. Есенцијата што е? Сепак е квалитетот, затоа што колку и да имате добар пиар и не знам се тоа другото што го наброја, ако нема база, тоа е база, квалитетот, што ќе гледаат луѓето и што ќе слушаат. Значи мора да сепак да имате нешто со што ќе ги допрете, дали ќе биде не знам, бојата на гласот, начинот на интерпретација. Има некои пејачи дури кои што не ни пеат толку чисто, има по некој фалш, меѓутоа тоа не пречи, бидејќи таков им е стилот на изразување и така да и тоа не е толку страшно. Не мора се да биде совршено. Значи, Некој велат главна е песната. Има пејачи што фалшираат додека зборуваат, а се звезди, да речем. Да, значи главно е, целта е да допрете до суштината на она што сакате да го направите. Има Значи, врвни ако- вокали кои не се така популарни. Па и тоа е вистина, да. Има нешто, значи. Нешто недостасува. Да. Може би и времето кога излегла таа песна, се некако треба да се поклопи. Несомнено е дека си врвен вокал, ама факт е дека врвот на популарноста во комерцијална смисла можеш многу повеќе од ова што
што досега си го направил, ако не е дека не си направил, напротив. Да. Не знам, фестивалски победи, хитови неколку во кариерата кои денес се вртат на радио, ама велат Андријана Јаневска како вокал заслужува многу повеќе во комерцијална смисла отколку што е. Да, може би да се сложам, проблемот? меѓутоа проблемот е што јас паралелно работам и други работи. Так. Значи, да речеме други, уствари нема да ги земам другите пејачи, бидејќи не знам, не би зборувала во нивно име, Естрадата е хоби демек за тебе? Па може да се каже, да, затоа што јас сепак уште кога почнав да пеам, јас бев свесна дека ќе морам да одберам еден пат. Како викаат старите, две лубеници под една мишка не се носат. Значи јас морав да одберам 2000 година некаде беше кога беше хитот твоето писмо моја Библија, ќе продолжам со факултетот или ќе се бавам со естрада. Едноставно мора нешто да ми биде во животот приоритет за да биде како што треба. Јас тогаш се одлучив, уште пред 20 и кусур години, дека приоритет сепак ќе ми биде виолината, школувањето, науката, а ова ќе ми биде второстепено. Меѓутоа, колку што ќе можам, ќе правам, нели, и на ова поле. Така да тоа беше свесна одлука. Добро, ја допревме политиката и ја споменавме. Кажи ми, ги следиш политичките настани, морам да те праштам, па дури оние кои се поврзани со децата, заради тоа што си музички педагог. Еве да споменеме два настана, да речеме. Едниот настан е она што се случуваше со дечињата во албанско училиште, каде што наставничката и воопшто целиот декор беше подсетуваше на конфликтот од 2001, ама заземена една страна. И друга страна, да речеме, каде што наставничка е казната, суспендирана или барем упомената заради тоа што дечињата биле облечени во комицко и изведувале за празник некаков перформанс во кој е интегрирана Илинден и придобивките од Илинденското востание. И сега доаѓаме до една ситуација да имаме аналогија или повесветување на УЧК и Илинден. Кажи ми колку политиката ги индоктринира децата за да бидат тргнат по еден или друг пат, или тоа зависи од родителите, не само од медиумите. Не само од родителите, па децата сами не им текнало сами на децата да настапуваат така, некој ги организирал, ги подготвил, им дал униформи, смислил кореографија и така натаму. Значи, ама велат родителите седеле и гордо аплаудирале, така велеа гласите на телевизија. Треба да се свати во која држава се живее. Толку е едноставно. Јас не знам што има тука толку сега да комплицираме. Значи, тоа кога ќе се свати и кога ќе се прифати од секој еден граѓанин на оваа држава, нема да имаме ние никакви проблеми. Јас никакви проблеми немам со ниту една друга националност. Во Чаир имам растено, на Јаја Паша, кај пластичарите, во Чаир се пораѓав, значи, кај доктори албанци. Матичен лекар ми е на Џон Кенеди во Чаир, поздрав, доктор Насер. Значи, никаков проблем јас немам со тоа, меѓутоа, некои основни принципи на државност мора да се почитуваат. И тоа е секаде така во цел свет. Тоа е тоа. Политички си неактивна, всушност активна. Генерално би се активирала ли политиката? Мислам сериозно, зборам за некакви функции. Па, искрено никогаш не сум имала. Ти понудиле ли некогаш нешто? Ми понудиле, да. Добро. Ми понудиле, имам одбиено. Еве, толку ќе кажам. Така. Да, не се гледаш себе си во тие води. Па не знам како да кажам, сакам да живеам едноставно не толку стресно, да си уживам со децата, да се шетам. Некако тоа ми е многу стресна професија, искрено да бидам. Сега, например, директор да си почнеме да ги жалиме политичари. Не знам, за мене, јас сум како тип таква, одговорна, дисциплинирана, јас не би можела така да се однесувам. И затоа мислам дека тоа не е за мене. Меѓутоа, кој да знае што носи животот, нели никогаш не вели никогаш, не знам како ќе се одвиват понатаму работите, досега еве... Директор на филхармонија или министерка за култура.
Сега во моментов и мислам дека имам други работи кои што ми се поприоритетни. Ете, со факултетот, со студентите, со моето музичко училиште, па и моите деца, така да ги истерам што се вели на прав пат. Има време и така ќе Па сега продолжам понатам. до 67 пензијата, па не е проблем. Мислам, пензионирањето. Кога ги споменавме децата пред малку, ти не сакаше за тоа да се зборува по медиумите, ама ова не е медиум, ова е подкаст, така што морам да го споменам тоа, зашто самата јавно го обздани, а ќе кажам една сличка која неодамна и мене ми се случи. На една приредба на која беше поканета од одредено здружение, не знам, здружение или невладина институција, не знам. Твои дечиња, твоето училиште да изведат точка. Не настапија. Доаѓаш со нив на договореното приредбата доцни, не по твоја вина, по не знам чија. Доаѓа време за точката која треба да биде некаде при крајот или на самиот крај, за одговорните или не знам веќе кои да ти кажат жал ми е нема повеќе време. Да. Шок за тебе, стрес за дечињата, родителите, не Шок и срам ми беше многу. Иако не беше по моја вина. Бидејќи јас кога ќе се договорам нешто, стојам на договореното. А јас ги викнав децата и родителите, не се договараат тие директно, туку јас ги повикав. Добро, успеавте ли да се разберете или беше толку... Искрено, и утре дента ми се јави пак организаторка да разговаравме, се извини, иако јас си реков, ако не се извини, навистина некако бев многу изреволтирана и сакав да одам до крај. И со тужба, бидејќи навистина не смее така да се однесува. Значи сега детето дошло, се подготвувало, таткото не отишол на работа, земал слободен ден, така сме вежбале цела недела и... Најстрашно е за дечињата, нема што да им го објасниш, таткото и ќе те разбере или мајката. Детето тешко. Прво ме покања мене да наставам, меѓутоа јас понудив да пеат децата, доста веќе мене ми изгледале си. Посоодветно можеби. Не само заради тоа, него. Па и заради тоа треба веќе и децава да се афирмираат, да пеат и така натаму да настапуваат. Зашто вежбаме? Значи вежбаме за да имаат настапи. Меѓутоа, за жал, се случи такво едно недоразбирање и потоа среќајте се јави утре дента организаторката, се извини. Не знам, имаше некои нејзини објаснувања кои не можам да ги разберам. Не можам да ги разберам. Значи, меѓутоа тоа е тоа. 5 минути плюс или минус? Ма не беа ни 5, 2,5 минути беше песата, јас точно знам. Тоа ќе промени во нешто? Не е директен пренос на телевизија? Да, мислам дека други игри беа во прашање, меѓутоа не навлегувам сега во тоа. Нека им служи на чест, што да кажам друго. Так. Тоа е. Кога сме кај децата и ти си мајка споменавме, на две малолетни деца, така да, едни од 10 години, други машки, така, други од 13 години. Ајде да погледнеме нешто па да го прокоментираме, може ли? Ајде и тоа. Гордост во низа. Синовите на Андријана Јаневска и предизвика експлозија од емоции. На меѓународниот фестивал со нетпреварувачки карактер кој се одржа во Штип, Андријана Јаневска прво ја направи горда незиното поголемо синче Димитар со успехот кој го постигна во пијано и освоеното второ место. Ништо помалку истото за мама и секако за себе го направи и помалиот Кристијан. За разлика од Бато кој беше меѓу инструменталистите, Кристијан зема прво место во поп пење. А мама Андријана не можеше да пропушти да го пофали и помалиот наследник, па напиша дека е горда мајка повтор пат. Горда мама повтор пат. Кристијан Гиновски освои прва награда на меѓународниот фестивал Сергеј Михајлов во Штип, категорија поп и джез пење. Се пофали тогаш Андријана. Задоволството, аплаузите и насмевките не застанаа тука, затоа што Андријана и се околу неа е прилепено на успехот. Освен синовите прво место во жанрот джез и популарна музика, по пеење зема и нејзините студенти од факултетот за музичка уметност, чиј професор им е таа. Горда мајка, ама и горда професорка. Поубаво не можеше да биде.
Навистина не може да биде хубаво кога собствените деца и оние кои ги учиш ќе добијат награда. Овој помалиот да татко му не вежбал, второ место, ама овој на мама вокал. Обратно ствари. Обратно. Шегата на страна, баш ми е драго дека е така. Не може од татко и мајка музичари, а што друго би биле? Веројатно, не знам. Кој да знае, ќе видиме сега, мали се уште. Големиот покажува голем интерес кон Пијано имате дома се, историја, имаме така. Историја и географија, сака па ќе видиме сега зашто ќе се одлучи, не го форсираме за музика, а малиот свири виолина и пее. Тој ќе биде поп звезда, гледам. Па може, ќе видиме. Може да биде оперска звезда, има така и оперски глас. Меѓу другото, добро, уште Некој тенор. Ќе мора, кај нас тенорите ги затвараат, ќе мора по светот доди. Во Милано, да. Веројатно. И Миланска скала, Бечка филхармонија, мислам, од Јапонија до Германија ги има каде сакаш и колку сакаш. Предпоставам дека повеќе ти работиш отколку тато со нив или? За музиката, одат во музичкото училиште Илија Николовски Луи и кај други професори, значи тоа ми е практика, да. Ништо, свое дете не едуцираш. Па не е добро тоа. Сепак треба да има некој... Зошто не е добро? Затоа што треба да има авторитет другиот професор, како професор авторитет. И јас, не само тоа, него и... Ти ќе им попуштиш, а тој тебе не те... Да, како сега есапи за сериозно, што би рекол. Искрено, кон сите деца многу сум толерантна, кон моите не можам. Значи, едноставно не можам. Се нервирам, например, ако не може да отсвири и така. И затоа е најдобро да си има друг професор и си работат со нив. Тоа значи дека си емотивна мајка. Па, секако. Како и секој. Не како и секој, ама како повеќето барем. Добро, предпоставам им помагаш, ама не влиеш кај колегите да... Никогаш, не. Нема теоретски шанси. Пиши му. Не. Попушти му. Не. Никогаш не сум се јавила ниту на училиште. Што ќе си добијат тоа да си биде нивно заслужено. Знаат дека се деца на Андријана, Јанеска. Мислам дека ништо не им значи, ниту па нешто ние сме им... Не на децата, на професорите. А па као, мораме да им популеш сад чие дете. Па не знам. Не верувам. Не чувствувам дека е така. Так. Не. И не сакам да биде така, искрена да бидам. Треба и ги учам да си учат за нив и за нивното знаење во иднина. Немаат врска оценките, тоа го сфатив сега откако пораснав. Так. Бидејќи јас како мала многу ми беше важно тоа, значи да имам добри оценки и така натаму. Меѓутоа како поминува времето сфатив дека имам една дома таква. Го имам истиот проблем. Да. Добро, генерално нема да им браниш ако се определат за музика. Не, никако. Па тоа е суштината на среќниот живот, е човекот да си ја најде својата професија, според талентот кој што си го поседува, да се открие себе си и тоа да го сака да го прави. Оти многу родители ги форсираат своите деца во нешто кој децата не го сакаат. Никогаш не би го направила тоа и дури да не сакаат да бидат во музика. Ако не сакаат живи здрави да сме, големиот навистина сака историја и географија. Немам ништо против да биде историчар или не знам мапи да прави. Или нека археолог. Што сака тоа нека се избере. Да. Добро. Лека полека привршуваме, доаѓаме кон крајот. Иде нова година. Има ли тезги, има ли настапи, што е тоа популарно? Да. Музичарите. Да, за нова година ќе настапувам пред офицерскиот дом во Битола. Други детали не би можела да кажам, бидејќи се уште не знам. Се крчка проект. Да се крчка, да. Колку време точно, како што. Со уште неколку колеги мои. Тоа ќе биде околу нова година, меѓутоа и пред нова година ќе имам доста некои настапи, некои приватни, некои со моето музичко училиште, нешто со факултетот за музичка уметност и нешто нема да откриам, ќе видите и сами. Така. Да. Големи сме за Дедо Мраз, ама сепак веруваме, ако не како стар бил дедо со брада, во нешто што од Бога дадено може да ни донесе годината, што би сакал. Па сега да не звучам како манекенките Мис Универзум Мир во светот, ама навистина тоа го мислам. Така. За честија, мислам. Па за честија, да. Навистина тоа го мислам. И
нема поента друго, а доколку нема мир. Тоа е во светот, што Да. на Па и Македонија, кај нас. што на Македонија, што тебе лично како тебе и твоето На семејство. Македонија конечно еве да тргнеме во некој вистински правец во смисла да застанеме на нозе како држава и Платата да кажат Платата. кажи. така Тоа е. сака народот да слуша. Апсолутно, да. Па тоа се Не си подразбира. функционер, нив ќе им ги стопираат, рекоа замрзнати, кажа премиерот. Благодарам премиере. Платите, да, стандардот да се покачи така натаму. Да живеат посрекно. Да живеат посрекно луѓето, апсолутно, бидејќи сега имам впечаток дека буквално само преживуваме. Порано, нели, кога имало робови, секогаш велиме, ете, роб бил, нели, без пари работел, да, ама си имал куќа и имал храна, нели, робот. А сега истото ние го правиме, Храна и вода, само не плател сметки, сега и сметки плаќаме. Да, а Плюс сега- и не те пат со камшик. Да. По некој мобинг, нако. Ама буквално истото го правиме. Да. Значи работиме за да платиме за храна и за сместување. За преживување За комунали и преживување. така се. Така е, да. Значи треба животот е повеќе од тоа. Така е. Значи треба да уживаме Да има и за другите бурека и нешта. за Дубај, ако мислам не слушаат овие од младата. Така што така стојат работите и лично не ми кажа за личната желба и Не сум семејната. стигнала до таму да мислам сега. Здравие само, мајка ми така викаше и во права беше. Да сме живи и здрави, фамилиарно, затоа што кога сме здрави ќе бидеме и срекни, ќе имаме прилика да се радуваме на најситни нешта. Јас се радувам буквално на најмали нешта и моите деца така ги учам. Тие се срекни, не знам, смоки кога ќе им купам после школа, кога ќе прошетаме негде. Бидејќи суштината на животот е на крајот и тоа, во тоа се состои, во тие ситни мали нешта помеѓу плановите кои што ги правиме. Помеѓу големите Да, планови. помеѓу големите малите планови. задоволства. Да, апсолутно, да. Да сме здрави и живи, на сите твои гледачи им посакувам срекна нова година, срекни празници. Тебе ти посакувам многу успешни сезони, знам дека ќе има. Да сме живи. Да. Овој. Да, ова е порака. Извлече си едно аверче, кое сакаш, прочитај го, па да го прокоментираме за крај. Првото, ајде да видиме што ќе биде пораката. Што вели аверчето? Влюбеност е кога таа заспива на вашите раце, а се буди во вашите сни. Знае ли човекот дека е така? Ова за на раце, кога ќе се разбуди може да види, ама за соништата дали знае? Не, сериозно, ајде ко за крај. Тие машко-женски односи, Да. особено релации во бракот кој Да. не е од вчера. Постои ли заљубеност, па љубов, па на крај се сведува на почит или знае понекогаш да има по некоја искра и како се вели, имаше ли сношти малку стар оган? Па, од се по нешто, пак ќе кажам, од се по нешто и мислам дека сепак еволуира дека таа љубов како енергијата што се претвора од една во друга и никогаш не умира. Не се губи, така. Мислам дека па и љубовта е нели на некој начин енергија, така што тоа е тоа и дефинитивно како што старееме сваќаме дека почитта е многу важна. Да нема завист помеѓу партнерите, да нема љубомора, да те поддржува во тоа што го работиш. Кога тоа ќе го сватиш, ќе имаш сила за се понатаму да правиш. И секако заеднички моменти мора да има, значи интелектуални, да речеме некои разговори. Тоа е многу важно според мене. Ама и интимно. Ама Па и интимно. секако. Така. Да. Твоето гостување во првото издание Ништо лично, моја Библија. Да. Андрија Нејанеска, ти благодарам што беше наша Благодарам. прва гостинка. Благодарам. Ти посакувам се Чест. најдобро во новата година, ти сме блиску до нова година. Многу успеси на приватен и професионален план. А вам, драги мои, ви посакувам да бидете така и следната среда, 20 часот, зашто никаде нема да најдете ништо слично како овде во Ништо лично со мојата маленкост Антонио Димитриевски. За следното издание уште една голема македонска естрадна звезда. До тогаш, уживајте во животот. Тоа е најважно.